Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје ви посакувам добре дојде и верувам и знам дека ќе не следите од самиот почеток до самиот крај. Во последно време се почесто слушаме за регенеративната естетска медицина, природен пристап кон убавината и подмладувањето. Наместо хируршки зафати, овие методи го поттикнуваат сопственото ткиво да се обнови, да ја стимулира кожата сама да се регенерира и да се затегне. Денеска ќе дознаеме повеќе за овие современи начини за подмладување кои ја враќаат свежината на лицето на природен начин, она што сите веројатно го посакуваме и кон што тенжнееме. На оваа тема утрово разговараме со доктор Даниела Михајловска, специјалист ортодонт од Diamond Clinic, сертифициран доктор за анти-ејджинг. Добро утро, доктор Даниела, добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро. Повторно голема чест ми е што присуствувам повторно вашата емисија. Се надевам дека ќе бидеме интересни за вашите гледачи, да споделиме некои стручни теми за да ги разбиеме нивните мислења за естетиката. Така, нешто за што многу ми не размислуваме, нешто за што многу се зборува во последно време, сите сакаме да направиме некаква промена, а сепак да си го задржиме природниот изглед. Овие нови методи, нехируршки естетски методи го возможуваат токму тоа. Да, денеска живееме во едно модерно време, каде што брзиот начин на живот не тера да се прилагодиме на тие брзи третмани, да имаме добри резултати, кратки, со помало време на нивно заздравување, така да токму тие нехируршките третмани се идеални за промена на ликот, за освежување на лицето и спред се да имаме една добра самоодоверба. Така, се барани многу во последно време, последниве години, ќе имаме доволно време во текот на емисијата да споменеме буквално за сите што е она што најмногу го посакуваат, што е она што најмногу како ефект добар се постигнува. Па, со оглед дека е денеска достапно, се барани во повеќе типови, значи се баране ботоксот, баране хиалуронот, баране е плазмата, се за да се направи еден природен изглед и да не имаме некој вештачки момент во тој дел. Така, ама и тука е поврзаноста естетиката во медицината и естетиката во стоматологијата, која што исто така е многу актуелна во последниве години. Тоа е најбитниот момент, да имаме складност, да имаме поврзаност, затоа што естетиката како збор врзува повеќе сегменти во медицината и ако се најде правото решение, имаме нормално добри резултати. За естетиката на лицето е едно, но секој се поврзе со насмевката, со забите, имаме една комплетна убава целина. Така е. И добиваме природен изглед и задоволен пациент. Така, и во стоматологијата не само за разубавување и убава блескава насмевка, туку некогаш од функционална природа и причина. Така, секогаш ја забораваме, но прва е функцијата. Забите се најбитни пред се за жвакање, за функција, а естетиката треба да ни биде она последна. Да. И битни се аномалиите исто и од децата да внимаваме, па секако што се растат и развиваат, за да се коригираат тие аномалии. Имаме во стоматологијата и протетски, естетски моменти, во ортодонцијата, не е само класичната стоматологија, каде што ние и како родители и како доктори треба да се посветиме за да во право време, во права возраст ги коригираме тие аномалии, за да понатака детето дојде веќе после пубертетот, имаме правилно забало, правилна насмевка, каде што ќе ја зачува својата природна и нема да има потреба од тие вештачки дополнителни надградби. Так. Што сепак се убави, но природното си е наше. Да. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете до самиот крај со нас, почитувани гледачи. Повелете, јавите се и поставете прашања. Со доктор Даниела Михајловска, специјалист ортодонт од Diamond Clinic, сертифициран доктор за анти-ејджинг, зборуваме за естетските нехируршки третмани, за регенеративната естетска медицина, за подмладувањето, а во секој случај да си го задржиме убавиот и природен изглед. Доктор Даниела, може ли на самиот почеток да ни објасните? Ортодонт сте и сертифициран доктор за анти-ејджинг. Што значи ова, за на тој начин да се надоврземе на сите овие работи кои што ќе ги зборуваме во емисијата? Па во медицината имаме секојаш надградби. Надградбите сега, јас покрај ортодонцијата и стоматолошките делови се насочив и кон естетиката. Веќе добра 16-та година започнувам. Како млади бевме пионери на почетокот со тие третмани, но сега веќе сме усовршени долго години.
Антиејджингот значи третмани кои се користат за подобрување на лицето, на вратот, се она што е глава и врат, токму и стоматолозите не насочуваат како посебни доктори кои што внимаваат и се детални во таа регија. Антиејджингот се надградува и со лифтинзи, кои што ние не ги работиме оние хируршки лифтинзи, но ги работиме нехируршките лифтинзи. И посебна титула ми е токму како едукатор и апликатор на Аптос, нехируршките третмани кај нас во нашата земја. Но антиејджингот си имаме третмани плеада, не е само естетиката во однос на филери, ботокси, имаме третмани со плазма, имаме биостимулацијски третмани, имаме мезотерапијски третмани, течен лифтинг кој што сега моментално најбаран, а сето тоа се надополнува и во третманите во стоматологијата, не само во естетиката, значи ние како доктори специјалисти, ние ботоксот го користиме и во стоматологијата, пред се за гами смайл, за бруксизам, а во ортодонцијата, кога имаме прогени, кога имаме протрузии, каде што имаме скратена долна третина на лице, ние забите ги подредуваме клинички гледано скелетно, естетски, но долниот дел каде што ние скратени го немаме, токму може да поиграме со тие филери, со тие конци, да визуелно го пополниме и го добиваме тој профил кој што секој тежне да го има. Не можеме да надоградиме коска, но можеме 2-3 милиметри до сантим да измениме. Така, и затоа имаме доста се постигнува, да, и сепак искуството и може да се комбинираат повеќе третмани за да добиеме една добра целина на крај. Така, сето тоа е поврзано едно со друго. Така, да. ајде ќе почнеме со лицето, вратот, па да се надоврземе потоа нели и во оној стоматолошки дел, нели забалото, вилицата, сите промени кои што треба да се направат и од функционален и од естетски аспект. Го споменавте лифтингот, не хируршкиот и хируршкиот. Разликата мораме да ја Разликата она базична по книга е едно се сече, значи хируршкиот е кога се користи скалпер и се работи во операциони сали, каде што имаме период на опоравување, каде што е малку покомплициран и подолг траен процес и сепак и на опоравката и на трајноста е поголема. Нехируршките се оние побрзи лифтинзи, каде што е измеѓу нешто пред да одиме на скалпер, значи нешто затегнуваме и во тој одреден период на животот каде што се оние средни години, каде што може да го добиеме тој ефект. Нехируршкото е поинтересно за помладата популација, затоа што не се користи реков нож и имаме пополнување и затегнување, а сепак тие третмани се брзи и немаме потреба од постоперативна грижа. Значи можеме веднаш се баш утредента не е проблем да се оди на работа или на некоја друга манифестација, ми правиме третмани кои што на пример има свечаности од тоња глој ефект, каде што и пред некој настап ги користат познатите, така да не е се до нож. И затоа лифтингот нехируршки е баран, каде што немаме траума, нема некои видливи ожилци. Немаме фластери, немаме... А сепак го постигнуваме посакуваниот ефект. Да. Сега, и мажите и жените? Да. Подеднакво ги бараат овие третмани? Подеднакво, затоа што сепак кожата и ке мажите и ке женската популација порано беше малку као по затворена таа тема, но сепак денеска свеста нормално и на машката популација е доста развиена. Така да. Доаѓа некој во ординација, сака да направи едно, друго, трето, како одлучувате заеднички, му предлагате на клиентот, на пациентот, така, да. Со што да се почне, како се прави проценката, индивидуален е пристапот кон секого. Може желбите да ни се големи, ама во реалност да нешто не може да се направи. Сите тие читаат по интернет, гледаат слики, доаѓаат со нешто, сакам да бидам вака, сакам да изгледам што помладо, што позатегнато, но сепак ми одредуваме првин типот на кожата, типот на ликот. Сега не може некој што има топчеста формација на лице да добие се многу издолжувања или пак и за забите, како ги поврзувам сега. Ако има мала вилица, наприш многу големи заби, че делува вештачки, сепак треба да имаме една хармонија, еден смисол од каде да почнеме за да имаме убавина и целина до крај. Третманите, например, ги надоврзуваме цело време во однос на разговор, правиме добра анамнеза, што сака да се добие и постепено е најубаво и најприродно.
може би сака да коригира нос, може сака да коригира јагодица, може сака да коригира чело. Убаво е све да се направи наеднаш, но сепак е тој и малку стрес како ќе изгледам после. Кај нас седнуваме, разговараме, достапни се за све, но кога ќе размислат како би бил после, дали ќе ме прифатиме на средината, дали јас ќе се прифатам. Да, првенствено треба да си тука малку и психолошки да го обработиме тој момент и секогаш советувам да одиме постепено, затоа што има луѓе што ставиле неколку пати, има луѓе што ни доаѓаат за прв пат кај нас и реално треба да се оди постепено, викам степ бај степ, за да имаме еден природен изглед. И кога ќе се види дека му се свиѓа таа линија долна или кога ќе се види дека има затегнато чело, тогаш и храброста за сигурноста за другиот третман понатака е уште поубава. Имаме нормално на симбиоза заедничка и дозвола за нешто да коригираме, да бидеме сепак природни за околината и за нас, ама и за околината. Така. Околу лифтингот, ајде ќе се задржиме малку подолго време. Како се прави, што се постигнува, колку време е потребно, има ли некогаш некои несакани ефекти или пак реакции? Вака се нехирушкиот лифтинг најчесто одиме со работа со нехирушкиот мораме да потенцираме дека за тоа изборуваме. Така наречени конци, тоа не се конци како за шиење, тоа се нишки исто од хиалурон, од ПДЛ, друг состав, се да не навлегуваме во однос на хемијата што се направени, сепак се природни, исто како и хиалуронот, и во него има хиалуронски нишки кои се ослободуваат после апликацијата. Битни се, зашто викаме треа, тие конци се насочуваат со големи игли, водилки, односно како канили. Имаме различен тип, различна димензија, не е исто дали ќе правиме лифтинг во долна, средна или горна третина, правиме селекција. Дали сакаме да добиеме волумен, може и со конци да добиеме волумен, тогаш тие конци се извиткани федерести, например, ако сакаме да затегнеме, конците се назабени. Кога ги аплицираме во кожата, тие имаат пипки, ги викаме засеци. Кога сакаме да го излечеме конецот како јадица, не можеме да го излечеме и токму го доловуваме тој ефект на затегнување. Секој конец е убав, но му треба време на, баш како третманот што се нарекува, биоразградливост. Треба да се разгради околу него, што прави конецот, се создава колагено ново ткиво, еластично влакно, стимулира други структури да се зазрават. Токму тоа зазравување обновува тип на кожа и имаме подмладување. Не е никаков друг момент, например, не е прешивување, па сечеме делови, па сега дали ќе се спои тоа, значи сепак е природно. Така да. Нема нюс ефекти. И тоа да им се објасни, како рековте, кога ќе се спомне конци, конци, што е тоа сега, леле што ќе го како прави? ќе изгледам, дали ќе бидам издеформисана, дали утре можам да на работа, дали ќе имам големи отоци. Апликацијата е буквално со една игла која што мора бидеш со оштер за да пробиеме кожата. Потоа имаме канили кои што ги водиме конците. Кога аплицираме на одредено место, значи имаме компресија и го влечеме конецот, тој останува внатре и неговото разградување е токму лифтингот, ништо посебно не е да се плашиме. И со филерот кога работиме со игла, со канила, скоро го правиме таквиот момент на потегна апликација. Разградувањето е малку подолго и кај нас малку пациентите му треба време да причека, значи година дена, после 2 месеци е неговото разградување, но целосниот лифтинг е нормално се создаде нова клетка. Не може не тој да го очекуваме ефектот. Ефектот да го очекуваме малку подолго, но па кога ќе поминат тие месеци, ние сме заборавиле што сме направиле, но кога ќе ти рече некој до тебе, леле, нешто си подмладен, нешто си сменет, а немаш волумен, немаш некоја вештачка интервенција, значи природен начин и тогаш нормално ти текнува, нешто сум направила. Нема некој њус појави освен црвени лоток, модринка како и што се досега од другите третмани би било. Ама и тие брзо поминуваат, веројатно краток период е потребен. Може мејкап за на работа, за дома, за работа, да се прикрие, тоа не е страшно. Или некогаш да одберете момент кога барем 1 или 2 дена сте дома, не треба никаде да одите, така барем да се... Или одмор си земаат ден-два, ама не е некоја интервенција каде што захтева да имаш боловање или такво нешто да се земе. Сега споменавте горен, среден, долен. Што значи тоа? Во кој дел на лицето? За вратот? Долната третина е подбрадокот, најчувствителното нешто, нели, најмногу им пречи на жените, така? Точно, на подбрадок ни е најтежок, каде што после 45-та година, колку и да сме, ајде викаме период кога си покрупен, но и сепак и послабите особи, кожата тонусот опушта и се обтегнува, значи као вишагние.
имаме потреба од затегнување и се работат посебни третмани со конци за подбрадок со враат. Малку се по-специфични, но има добри резултати на крај. Да. Средната третина е веќе онај дел каде што од носот према окото во образот, каде што тој дел ни колабира и ни паѓа, а оној другиот е каде што сакаме од челото нагоре, каде што викаме третата третина, каде што се познатите фоксај, скетај, затегнување на веџа, подигнување на веџа. Така е една групација на третини, за да можеме да знаеме од каде да почнеме. Но имаме конци кои што се долги, од 19 сантима, каде што ние можеме да почнеме од средната третина, па да ги фатиме и двете третини, така да тоа е пак е игра на докторот, каде што има искуство и може да аплицира и таков тип на конци, каде што со едни подолги конци може да заврши две работи. Да, голема прецизност, голема умешност, да. Голема професионалност. И ностоп бара обуки, ностоп сме на усовршување, баш и минатиот викенд имаше дојде на токму од Грузија тука доктор, каде што сепак и ние треба малку да не испитаат, да видиме до каде работиме, ностоп има методи и ние учиме од други доктори. Да. И нови работи постојано, така има кои што треба да се потези и ностоп и самата фабрика нуди нови производи. Конците не застануваат на едно место. Значи сега имаме најнова плејада на конци каде што се ослободува хијалурон. Нивната статистика на месец и пол до 2 само од ткивов натри ослободува од конецот што го аплицираме хијалурон. Значи нема потреба да се аплицира 2-3 пати хијалурон во тој период. И сега тие се предностите, значи нешто вложуваш, можеби во изглед и поскапо, но бенефитот е многу подобар. Така, не мора да се прави повеќе пати. А кога следно би се направило, кога веќе веќе после 3 години, после 3 години. И интересно е што, например, конецот не е видлив, стално не прашуваат, ама тој ќе ни остане нас. Да. Го замислуваат како конец кој што е некој како најлонеста состојба, не, таа се разградува. Може да правите понатака било какви интервенции, нема да стои во ткивото. Во почетокот, првиот месец ако сме направиле нешто да сакаме и да смениме или не сакаме, значи има инцизии, може да се извадат и тоа стои како начин, ама тоа екстремно ако имаме потреба. Така да. Не. И еве постојано имаме и слики и фотографии така како пред и потоа, тоа е најдобро да споредите така каква била состојбата претходно, какво е нештото што сме го викаме на кожата. Интересно што за анти-ејджинг третманите каде што една иста регија може да се третира со повеќе методи. Значи можеме да коригираме, еве да спомнеме нос, може да коригираме со конец, може да коригираме со хијалурон, може да коригираме со ботокс. Сега и тука правиме систематика што би направиле. Ако сакаме да го затегнеме носот, да го лифтизираме, би оделе, например, како пример со конци. Ако имаме грбка или вламнатинка кој што му смета и ја собира кожата, тогаш нормално мора да одиме со некој полнило. Хијалуронот е еден вид полнило, да пополниме, да го доловиме тој дел да биде порамен, затоа што сите се гледаме, имам крив нос, па девијација некоја. А ако сакаме, например, да го испакнеме, напрчиме мало носот повисоко, како што и хируршки би го работеле, тогаш имаме апликација на ботокс во мускули. И така да, можеби сите три работи се комбинираат, ама на некој му треба може само волумен, нема потреба од конец. Некој па се трудал. Имаме пациенти кои што и се подлегнале на пластична операција, па повторно некој дел им смета, па го дополнуваме на естетски малку. Не може све да биде идеално. Така, и не треба. Да. Постигнувате убави ефекти, барем во ова што сте го правили и го правите во организацијата. Да, и го правиме. Малку на почетокот пред многу години бевме нежгледани со други очи, малку скептично што е сега ова, дали ќе трае, дали е безбедно, дали е здраво, но како што помина периодот, значи во овие години малку потешко ни беше, сега се е подостапно, поинформирани се. Пациентите не знаат дека треба овие третмани се прават и превентивно на помлади години. Ние секогаш одиме кога ќе остареме. А сепак ако се прави на 25-30 години, има одредена концентрација или тие се витамини или биостимулатори на кожата, каде што ако почне една девојка да аплицира, без разлика и машко, има многу оштетена кожа денеска од тие постпубертетски акни, ожилци, ги третираат и во козметиката, сега да не се навредуваме, но ги третираат со големи тешки киселини, тие пилинзи, па некогаш и нестручно и детето станува што се вика со оштетена кожа и понатака.
Не викаме дека треба да биде, она е млад на 25-30 години, но има методи кои што се аплицираат за да се нахрани, за да се освежи, како и секој витамин. На природен начин да го направиме нели ми тоа, едностоп така? пиеме некоја дополнителна витаминска доза. И хиалурони и колагени денеска се пијат за да се подпомогнеме. Така, да. Природниот процес на старење на кожата не можеме да го стопираме, тој си е не нормален треба. и природен, ама барем нешто да направиме, да преземеме така, Точно. да подобриме или да го подобриме. стимулираме, да ја стимулираме кожата самата да си се регенерира и да го ја произведува поттикнеме. тој. Во свет треба некој поттик. Така. Поттик за работа. Стимулацијата е токму денеска се на нашиот пазар и среќни сме што ги имаме тие биостимулатори. Тие се пакувани исто како филер, како шприцеви, како доза, но внатре има хиалурон кој што е течен, има внатре комплекс од аминокиселини, пептиди, витамини, каде што како мезотерапија кога ќе се избацка на лицето имаме сјајен ефект понатака, имаме мекоча, хидратација, подобрување на тонус кој што нормално се сунчеш, па поминал месец-два, па си овенат, си сушен. Значи да внесеме хидратација. Но сето тоа се прави со игла, мора да се внесе во тој мезодерм, во тој среден слој, за да поттикне создавање од внатре. Не викам не и кремите требаат, и хидратацијата, но ова е нешто малку... нега си е главна и основна, така која што си ја користиме. Ова си е нешто малку помедицинско, по-докторски да речем. Така, да. И така. Да, ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото, уште малку да се задржиме на лифтингот. Течен лифтинг, ќе ни кажете што е тоа? Да, тоа на пазарот сега е иновација, најново, од самите исто производители. Имаме не се како конци, туку лифтинг во течност, каде што се работи исто со канили, се аплицира таа материја во кожата. Безбедна е, течност, кој што има и хиалурон и витамини внатре, исто на база на регенерација на ткивото. Целта на овие нормално биотретмани, регенеративни, е да стимулираме што повеќе нашето тело да создаде нов колаген, еластични влакна, значи да се бори, да си го извлечеме максимумот од нас, а да не внесеме некоја надворешна, да речеме, синтетска, вештачка супстанца. Така. Течниот лифтинг е доста баран, затоа што се работи некаде пожелне 2 пати во годината. И имаме исто така затегнување, зацврстување. Сепак кога збориме лифтинг, овие методи се како кога се гради како арматура на лицето. Се ствара една мрежа каде што бандажира и не дозволува оној јојо ефект на движење. Да. И затоа е она назначен како лифтинг. Така. Многу е баран, но сепак се уште се бираме и со пациентите да го прифатат и да бидат задоволни. Сепак ние работиме и новитети, но треба малку период да помине за да го видиме и крајниот резултат. И крајниот резултат. Светскиот пазар ни го нуди, познатите глумци, пејачи од светот го рекламираат, го аплицираат, сега дојдене и кај нас, постепено го аплицираме и ние тука. Така, да. PRP? PRP-то е... Кој што има примена во многу гранки на медицината, така? Да. PRP-то е веќе познатот Дракула третман, Кардишијан третман, значи на подмладување. Сега PRP-то исто има широка примена во медицината, посебно во естетиката, дојде доста да биде доминантно кај машката популација, зашто PRP-то е најчесто после трансплантацијата на коса. Ние фактори на раст има во него и ја храниме. Имаме третмани каде што секој месец се прави PRP. И да нема направена трансплантација, PRP-то на машка популација почесто и кај жените, односно во хормонски дисбаланс и постковидно имавме проблеми доста со пациенти каде што го аплицираме за да го спречиме опаѓањето. Ми не можеме да излечиме една генетска алопеција, но може да спречиме, да стимулираме ако некој влакно процентуално повеќе да опаѓале, да се намали. И тоа, ако се работи секој месец, неколку месеци, па дури се повторува еднаш годишно, не се толку скапи третмани, а бенефитот е дека е сопствена крв, сопствен филер го викаме, пациентите го приметуваат. Значи не може некој да иде неколку пати да се бцка ако нема резултат, затоа што самиот е доказ сам на себе. Плазмата во лицето е исто регенеративна, се става насекаде, може на врат, на лице, најчесто сега ни се битни и шаките, затоа што дланките не можеме да ги скриеме, ќе се затегнеме, ама таму ни се битни. Едно PRP што значи? Не е нешто страшно, имаме специјално епрувети со сепаратор,
и имаме со хиалурон, имаме и таму групација на какво PRP би правеле. Се зема најнормално крв преку такви стерилни, значи епровети, стерилна апаратура за апликација, ја центрифугираме, добиваме онај жол дел плазма, го излекуваме тој дел и го аплицираме во нашето лице. Брзо е, со анестезиона крема може би 10-15 минути пациентка додека се центрифугира да причека. Има бенефит свој, значи во таа плазма имаме фактори, по книга се над 100 и нешто фактори на раст, истот процес е на стимулација на создавање на нови колагени влакна, да се создаде ново ткиво, она клетка што е штетена, значи нашиот организам работи на импулс, нели, на информација на месенџер, ова е оштетено, дај нешто да коригираме однатре. Така ни функционира тој молекулски систем. Плазмата сега, еве, ако ја споредам, ја користиме и во стоматологијата, што е последниве години доста актуелна. Е битна ни е во онај познатиот третман на гингивитис, на парантоза. Таму имаме не само како PRP, туку и PRF, каде што се влегува и малку друг состав на клетки се внесуваат. Ја користиме доста при имплантологијата, кога ставаме импланти, кога вградуваме, кога имаме поголеми резови при екстракција, ја проработуваме како два пати, да речеме, добиеме погуст дел, за да го токму во раната аплицираме тој дел и го зашивуваме и фактички правиме надополнување на рана, зараснување побрзо, хранење, а истовремено заздравување на тој коскен дел во тој дел. За да, ако дозволи во одреден период, да не надоградиме вештачка коска, значи може да одиме и со нашето. Затоа има голем бенефит. Малку се како несватливи поими, но кога некој ќе ни дојде на стоматолог и му кажеме да, имаме решение за твојата гингива, малку гледаат скептично со крвли, да, ама сепак овие се третмани, бидејќи се биостимулативни, еднаш не дека нешто не си направил, но му треба надградување. Да. И токму и по книга вика, не да направиш, еве јас имам пари денеска да платам 3 PRP да ми направиш. Му треба време од 2 до 3 недели. На колку време може повторно да се аплицира? Да се создаде, да почне да расте нешто. И нели ми додаваме повторно PRP, нова храна, ново зараснување и така слоевито да се зарасне тој процес. Бидејќи во устата е малку покомплицирано, мада и на лицето движиме, се допираме, ми ја джвакаме, колку и да нешто херметички го затвориме, сошиеме, нели имаме тенденција на рецесија, на повлекување, на джвакање, притисоци, каде што ностоп се бори организмот, напред-назад, нели она. Се бориме за да нешто заздрави. Заздравувањето сепак ми ја збориме, јадеме, не е мирно. И малку треба подолго да трае тој третман. Ама сепак знаат, нели, кога веќе ќе се прави нешто што во моментот што ќе ги очекува потоа, за на што најмногу да внимаваат. Ботокс за бруксизам, го споменавте на почетокот. Бруксизам е кога шкрипите ги стискате вилиците. Па ете, пак ќе го споменеме комбинации. Ако ништо не се преземе, што може да предизвика тоа? Бруксизмот? Ќе дојде до абразија на забите. Значи, првенствено видливо во устата забите, како што имаат анатомска форма, ќе бидат скратени, излижани, абрадирани. Тоа е она што секој може лаички да го види. Второ нешто е самиот пациент ќе ни посочи дека станува са бајле со болка во зглобот, го боли вилицата, го стега, забите почнуваат, бидејќи се абрадираат, доаѓа до неј дел према пулпата, стануваат осетливи. Па кога нешто ќе јаде ладно, топло, реагира, ги има здрави забите во себе, но сепак се оштетени. Сега, еден дел протески, ако веќе толку оштетувањето, например, направено, се стружат забите и се прават овие порцелански заби, кои што покрај функција, нели имаме и естетика. Нормално пациентот кој што има состружени заби, се намалува и загризот, така да од висок загриз имаме спуштен, значи длабок загриз и има повторно проблем со зглобот. И кога ќе ни се пожали некој да имам болка во зглобот, треба да знаеме од што. И најчесто тие врзуваат имам хронична мигрена, главоболка, а кога ќе се отвори устата, кога ќе се види сасвим е друг проблемот. Бруксизмот е такво решение каде што мораме или со фолии се става во одреден период за да се навечер при спиење амортизира. Кога и не се ни свесни во спиењето дека тоа го прават, така? Да. А ботоксот е веќе го аплицираме во масетер, во мускули, каде што исто како во кожата на лицето затегнува, фактички го опушта мускулот и тој нема таков загриз, нема таква сила. Но сепак ботоксите се како третмани 2 пати годишно, не е еднаш па на 3-4 години. Тоа е малку хендикипот што ние не сакаме толку често да бидеме боцкани. Не е голема доза за бруксизам, но е
пожелно да се прави почесто. Така да. Кои се други можности ги нуди естетската стоматологија? Естетскава стоматологија, она е од познатото Hollywood Smile, што сите го знаеме. Сега кога ќе кажеме Hollywood Smile може да се довлови со познатите оние винирил ушпици, со познатите порцелански коронки и мостови. Сега тука се одбираме дали ќе бидат цирконија или друг материјал изработени. Може да добиеме Hollywood Smile, некој има здрави убави заби се пожолтени со избелување, со побелување, нели со ласерско белење на забите. Може да имаме бондирање, се повише исто методи што би се одлучиле. Ако некој има здраво забало, зашто би ставале вештачка конструкција, нели би оделе со оној поприродниот ефект за да добиеме таа бела насмевка од 6 до 6, кој што сите тежнееме да ја имаме. Порцеланските заби се друго. Порцеланските заби е иновација каде што луѓе кои што имаат оштетени заби, луѓе кои што имаат пациенти наредни наши што би биле со промена на боја, на форма, долго години лекувани заби, тогаш веќе се како индикација да се промени. И за функција, естетиката е сега, нели рековме, дополнување во такви методи. Прво на функционалноста посветуваме внимание, односно треба да мислиме, а потоа и на естетиката. А помладата популација, извините, прекинав, тогаш оди ја зачува својата замна структура, се малку, да речеме, поскапи варијанти на апликација, но тие се лушпици винири, каде што како фасада, како лушпици, се земаат точни мерки, се обработуваат во специјални техники и ние за 2 дена може да ги аплицираме и да имаме нова насмевка, но сепак внатре, позади таа лушпица, забот останува наш, имаме се уште наши заби, па утре ако не ни се свиѓаат може да ги тргнеме и да ставиме нешто друго. Така, добро е што сето ова за брзо време се постигнува, така, барем во денешно време сите корекции што може да се направат пред самиот крај, само кратко. Жена менаџер за 2025 година, но и учествувавте пред нецел месец на еден интернационален настан каде што исто така добивте признание во Србија. Да. Што значи тоа за вас и што значи како поттик понатаму? Медицината ја врзавме и со менаџирањето, некако тие институции не пронајдоа како ете јас во браншата на млади доктори каде што се усовршувам и толку години напредувам во нешто, решија и не поканија да не наградат. Значи мене ми беше голема чест, исто тоа и од како жени од регионот Балканот и таму бевме поканети, сега соодветно како награда и признание добивме. Се дружевме со доста нормално колеги од нашата бранша, од друга бранша, значи беа од медицината и од менаџментот во економијата, ние бевме дел во нашата гранка, така да убава дружба, убаво чувство. Да. Сепак мотив и поттик за да успеваме уште понатака во некои други области. Така. Благодарам за гостувањето. Ќе имаме и следни прилики за разговор во Фактор здравје. Фала ви на вас и порака на сите жени да се негуваат. Да кажеме дека убавината е еден печат, а самодовербата е една моќ која што не храбри за понатака. Така. Сакам едно подобро утро. Така, благодарам Даниела. Фала ви на вас. Благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.